ВМРО ДПМН денес тврдат по информациите добиени од Цвиркачи дека супругата на Реджеп Исмаил била советник во Македонското министерство за надворешни работи во владата на Заев при потпишувањето на договорите со Бугарија и Грција. СДСМ пак преку Филипче говореа за црвените линии на партијата за национален консензус и нивните очекувања за конструктивност од сите страни. По информација добиена од Цвиркачи, сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во МНР, додека председател на таа влада беше Зоран Заев, односно предводена од СДС и ДУИ. Ангажманот на сопругата на Исмаил како таков не е проблематичен, туку е контрадикторен со ставовите на левица, бидејќи тие се против договорите со Грција и Бугарија, а таа била дел од преговорите во тимот на Заев, односно на СДС и ДУИ, кои ги потпишаа овие срамни договори на штета на македонскиот народ. Дека владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската унија. И ова се нашите црвени линии. И сметам дека треба да бидат црвените линии на целата нација. Дека Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги уставните измени со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес.